Драги гледачи, денеска сме гости на организацијата на жени Китка од Прилеп, која што постои веќе 30 години и е првата и најстара организација на жени во овој град, но можеби и во Македонија. Наш соговорник денеска, кој што ќе ни каже многу повеќе околу оформувањето на оваа организација, незината мисија, цели и активности, е Магдалена Матраковска, председателка на ова здружение. Прво ви благодарам што дојдовте и да ве поздравам и да ви посакам се најдобро. 30 години е навистина еден долг период. Јеве честитки за тоа што сте успеале да го одржите ово здружение вакво какво што е цели 3 децени. Гордост ми е да кажам и со почит да ги спомнам имината кои први рекоја да организираме некое здружение на жени заради тоа што да се дружиме. Прво почнавме да се дружиме. Тоа се имината Леца Забрчанец, Мица Џулеска, Драгица Дамадулеска, Олга Желческа, Паце Жежуска и јас Магдалена Матраковска. И како се роди идејата еве да се формира Китка? И дали тоа е првото име кое што го формиравте или имаш и други имиња? Идејата беше да се формира друштвово. Прво почнавме по куќите да се собираме како седенки. Меѓутоа, то не ни одговараше и рековме некако да направиме организација која ќе биде легална, легитимна, регистрирана и да ги собериме сите жени, да му понудиме доброволно да дојде во организацијата и да придонесиме за граѓаните од Прилеп и Прилепската општина, поготово за женската популација, за таа да не се осеќа осамена, него да бидиме сите здружени и од тука произлезе здружени, сите заедно сме посилни. Членки имаме од околу 120, значи до 130, тука се движиме и плюс тоа имаме членки од сите профили, односно занимања. Имаме од здравство, од кулинарство, имаме од просвета, имаме од правно, имаме и експерти во нашата организација, кои што тие експерти можат на соодветни места да одговора многу позитивно. Значи, нашите жени прилепските жени се многу способни жени. Само да дојдат тие треба на то соодветно место, не само на раководно место, него да бидат, ние како организација се трудиме со поддршка и со едукација да ги тие жени вистина форсираме да вистински застане на правите места кои што вистински ги заслужуваат. Која е вашата мисија како здружение? Нашата мисија е подобрување на социо-економската положба на жената во Прилеп и Прилепската општина со поддршка и со едукација. А од друга страна, ние како организација секогаш размислуваме глобално, а делуваме локално. И сме многу блиско до граѓаните. Граѓаните нас не препознаваат многу работи. Прво не препознава со нивните проблеми кои што ќе му се јава, тие одма се обраќа кај нас, за ние да му помогнеме, а ние сме спремни во секое време затоа што вистински имаме едуциран кадар. Нашите жени се стварно едуцирани и може да му помогна, било да е тоа од правни структурата, може и да од здравство, може и од нешто друго. И можам да со гордост да кажам дека вистински граѓаните се задоволни. И граѓаните нас како организација, прва женска невладина организација која е формирана во градов, граѓаните ни дадоја предлог на локална за да добиеме ние 3 ноемвриска награда. И ние ја имаме 3 ноемвриската награда, први добиено на општина Прилеп. Еве ваше размислување и став. Каква е социјекономската положба на жената и во општинава и на ниво на држава во овој момент? Рековте се борите таа да се подобри. Па видете, ние како женска невладина организација секогаш сме спремни за да се подобри. Меѓутоа, јас пак ќе речам, ќе потенцирам, претходно нели кажав, тие што треба да бида
на тие раководни места треба да се постава. Така че тргни работата. Не може да биде некој неспособен да те води. Ако некој вистински не знае, тогаш сам треба да си се тргни настрана, а не да се форсира. Организацијата на жени на Китка работи честно, поштено, достоинствено, без разлика на партиска, етничка, било каква структура. Ние сите се трудиме тие жени, па без разлика и на супротен пол мажи. Значи, поготово на жените, да дојда на тие соодветни работни одговарајќи места, не само на раководни места, како што ги ставаат прилепчени во жените на раководни места да бида, него да појда во владата, во власта, таму кај што се носат одлуките и законите. Ние се трудиме ова да го вистински во догледно време да го унапредиме, да ги поддржиме, сметаме дека тој ќе во догледно време треба да се поправи, Значи, според вас треба многу повеќе жени да има на раководни функции, одлучувачки како на локално, така и на централно ниво. Па да ви кажам наискрено, јас како жена ги поддржувам многу жените и вистински има жени многу солидни. Верувајте, значи многу квалитетни, многу солидни, многу интелигентни, паметни, достоинствени, што вистина се сокриени вака, не може да излезе на површина. Меѓутоа, ние да се трудиме, не само ние, сите, граѓаните веќе некој ги препознава, вика, ајде бре, што не се уклучите ваму или таму. Меѓутоа, ние треба да му го тресираме патот на тие особи, за да дојдат до тој врхунац и вистински да дадат плод на сите граѓани, не само на Прилеп, него во цела Македонија. Со нашите проекти, до сега што ги работиме, се ние проблеми не, например, доста проблеми сме решиле во градов. Зато имавме еден проект кој што го работевме. Тој проект ни го финансира владата на Република Македонија и тој проект голема од благодарност имаја граѓаните и добивка имаја од нас, затоа што вистински ние се трудевме да му помогнеме. За кој проект станува збор? Станува збор за насмевка на надвишта. Тој е проект кој што Китка го работеше, 16 особи беа запослени, односно волонтерки, и тие волонтерки беа и то социјално загрозени особи, а факултетски наобразовани, немаја работа. Тогаш беше баш без работа, останаа, се затворија фабрики и сето тоа, и баш во тој период ние тој проект го предложивме како идеја на владата, тие го прихватија, ни го финансираја и го работевме една година. На други проекти кои имате работено до сега? Други проекти, имаме многу проекти сработено, стварно имаме многу, например ран детски развиток, проговорете за мир, договорете си, проговорете за мир. Потоа имаме насмевка на надежта, имаме СОС линија за семејно насилство, а последен сега моментално го работиме борба против трговија со луѓе. Тој проект... Зашто станува збор тука? Станува збор многу актуелна тема, како сите што слушаме и гледаме по телевизија и секаде, дека борбата против трговија со луѓе е многу расширена, не само во Прилеп, не само во Македонија, туку во целост земено во свето. И затоа ние сакаме со нашата работа да му помогнеме на нашите, оти ние размислуваме глобално, моделуваме локално. И сега на нашата територија, кај што ние сме тука како невладина организација, да му помогнеме на населението, односно на младите кои вистински можат да заглава во сето тоа. Каква е моменталната состојба со трговијата со луѓе кај нас? Трговијата е катастрофа, стварно. Вие самите проценти не можам да кажам точно колку е, али е многу големо. Видите вие, секој втори, трети ден исчезнало дете, исчезнала жена, исчезнало некој млада особа, така да со еден збор речено, вистина загрижувачки. Овај проект го нарековме, него го работиме од 14 до 18 години. Тука се тој период, тие се деца, ама не знаат се уште како треба да ги препознаат трговците со луѓе што сака да тргува, како треба тие истите да се одбрана од сето тоа
И ако и овие исто така што заминува и во странство. Од 18 години вие гледате дека цела Македонија ни се исели. И тие што одат таму во странство, ние знаеме дека сме тука во Прилеп. Зборувам за прилепските граѓани кои што заминува. Многу има настрадано. Таму ќе појда, ама нема истата работа да ја работа. Што значи? Дека тие се прелажени, значи не треба да бида прелажени, него треба вистински некој да му помогне. Ние како невладина организација се стараме колку што можеме, се трудиме да му помогнеме. Невладината организација работи со сите невладини организации, со сите институции во државата и надвор од државата. Ние и надвор од државата имаме контакти како најстара организација. Збратимени сме со организацијата на жени во Хрватска, во Австрија и во Италија. Значи, појќе имаме организации, стално контактираме и со нив, тие се веќе и во Европска Унија, а ние се надеваме исто и ние да влеземе, и затоа тие закони да завладеат и кај нас. И еве за крај, кои се вашите идни планови, на каде ќе се движи Китка? И идеите ние ги црпиме од граѓаните. Граѓаните се тие кои нас вистински идеите ни ги дават. А додека членките на Китка, нашата организација имат секции. Нашата организација има секции, секоја секција си има координатор. И координаторот си одговара и придонесува од секцијата. Имаме здравствена секција, координатор на здравствена секција. Потоа имаме информативна. И секој си има хуманитарна секција имаме, образовна имаме за проекти. Значи, и сите тие сите секции функционира во Китка и затоа и сите вие ќе се сложите дека светот останува на младите. Ги едуцираме младиве, ги поддржуваме и му укажуваме не да заминува во странство. Тука да си остана на своето. Тоа е најважно. Затоа што ако си на своето, си најбогат и најспособен тогаш. Ти ако си имаш на нешто свое и на своето да му помогнеш, тука нема дискусија. Кај да одиш си странец. Не можеш да бидеш друг. Уште еднаш честитки за овој голем 30 годишен јубилеј и да продолжите понатаму со сите овие проекти и идеи кои што ги имате за подобрување на квалитетот на живот во општеството. Јас вас многу ви сум благодарна што дојдовте, што не посетивте и да се гледаме само за убави работи.